Нов мандат како председател, смирени ноти и предлог за 3 нови мерки, кои би се реализирале преку договор на политичките фактори во Македонија. Али Ахмети останува на кормилото на Дуи. И во говорот, во кој наведе дека партијата се залага за унитарен карактер на државата, независно и неселективно правосудство и за враќање на довербата во институциите, предложи проширена примена на Бадинтер во собранието при избор на влада и во Уставниот суд. Во таа насока предлагаме 3 клучни мерки кои обезбедуваат правична застапеност, функционална еднаквост и општествена кохезија во духот на рамковниот договор од Охрид. Прво, избор на владата со двојно мнозинство, извршен Бадинтер. Предлагаме секој нов состав на владата да ја добие довербата во собранието не само со мнозинство од вкупниот број на пратеници, туку и со мнозинството од пратениците кои ги представуваат немнозинските заедници. Ова ќе овозможи владата да ужива двоен легитимитет и реално да ги представува сите заедници. Второ, примена на Бадинтеровиот принцип во Уставниот суд. Законите, усвоени со двојно мнозинство во собранието, во основа на Бадинтер, не смеат да бидат поништени од Уставниот суд без двојно мнозинство и во рамките на судскиот состав. Предлагаме уставноправни измени со кои одлуките што ги засегаат правата на немнозинските заедници нема да се донесуваат без заедна согласност меѓу судиите. Ова мерка ќе го заштити интегритетот на законите кои се освојат со двојно мнозинство, ќе зголеми довербата на граѓаните во правдата и ќе спречи секоја форма на институционална мајоризација. Трето, продлабочување на децентрализација и локалната самоуправа. Во 25 минути говор, Ахмети, покрај на сопартиците и делегатите на Конгресот, се обрати и на гостите од власта и од опозицијата. Им порача дека време е за ефикасни, праведни институции и исчекор на европскиот пат кој треба да донесе напредок. Поделбите не го носат прогресот, туку еднаквост, порача тој. Дуи почитува националниот идентитет на македонците во процесот на евроинтеграција, оценувајќи дека преку една консолидирана држава интегрирана и во ЕУ може да го сочува и негува национален идентитет на народите кои живеат тука. Иднината не се гради со бушава, туку со визија, не со поделби, туку со еднаквост, не со експерименти, туку со државничка одговорност. Дуи останува гарант на стабилноста и на патот на европските интеграции, порача Ахмети и повтори дека се стабилен партнер на меѓународната заедница, од која бараат помош и совети за да се спроведе нивната идеја за целосен ветинг на функционери, суди и обвинители во независна Македонија, како и проверка на нивниот имот. Конгресот на Дуи доаѓа по 2 изборни циклуси, во кои партијата има поголем број на гласови од ривалот во албанскиот корпус, но остана и надвор од владата и без градоначалнички позиции во големи општини кои ги држаа со децении. Ахмети најави дека партијата влегува во нова фаза во која ќе им се даде шанса на младите и на професионалците и ќе се бара квалитет и успех. Партијата ќе избира и нов генерален совет, а изгласа 4 резолуции, меѓу кои онаа за неселективна правда, со која се предвидува независност на судството и обвинителството и конечно исполнување на законската обврска за нивно финансирање.